Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во емисијата Отворено за. Во недела ќе бидат одбележани 10 години од осветувањето на манастирот Свети Георги во Ораовица. Токму затоа во нашето студио денеска е гостин актиторот на манастирот, господинот Николајчо Николов и поранешен заменик директор на Рудникот Пучи. Господин Николов, добре дојдовте во телевизија Говор. Добре ве нашол и мило ми е што после толку време пак сум ваш гостин. Инаку вашата куќа од секогаш ми била омилена и со задоволство гостувам кај вас. Така, поводот за гостувањето во денешната емисија е 10 години од осветувањето на манастирот Свети Георги. Вие го изградивте и обновивте црквата, го средивте целиот овој манастирски комплекс, па еве да ни кажете на кој начин ќе биде одбележена 10 годишнината? Да, прво е интересно колку времето брзо минува. Помина 10 години од осветувањето на манастирската црква Свети Георги во Ораовица. Ние почнавме да ја градиме 2011 година. Карактеристично е тоа што тоа е една од ретките цркви која беше осветена за една година од почетокот, од ставањето на камен темелникот. Вложивме сили, напори покрај мене и многу мои пријатели и успеавме 2012 година да ја осветиме црквата и еве поминаа 10 години. Во недела на 27 ноември ќе одбележиме официјално 10 години од осветувањето на манастирската црква. Мислам, Кобра телевизија секогаш присутна и има забележено развојот на тој, можам да кажам, манастирски комплекс. Таму имавме, вие помните, имаше една мала црквичка, имаше една поголема црква изградена не по канонските правила, обичаи. Успеавме да изградиме сосема нова, на темелите на старата сосема нова црква и за овие 10 години се случени многу настани во тој манастирски комплекс. Да кажеме, тамо редовно настапува сега годишните концерти, меѓународни концерти кои ги организира културно-уметничкото друштво Китка. Тамо великденски средби се одржуваат. Великденски, тие се во чест на празникот Великден. Тамо се собираат голем број на пензионери секоја година. Во јули месец негде годинава исто така беше постигнат еден од рекордите. Мене ми мило, тамо се спомнуваат бројки 7-8 илјади пензионери и кога ќе ги видиш пензионерите како одмараат, уживаат во тие убави предели, на секој човек му представува задоволство. Инаку, ние во манастирскиот комплекс Свети Георги работевме етапно. Прво, и секоја година имавме по нешто се случуваше. Значи, прво изградивме манастирската црква, немаше камбанарија и просторија за сувенири, за продавање. Следната година го ја осветивме камбанаријата. После тоа направивме еден конак, го реконструиравме стариот конак, направивме 3 простории горе и на приземјето просторија за живење на домакините, пристојна просторија за живење на домакините. Го уредивме потполно кругот околу самиот манастир и манастирскиот комплекс. Направивме реконструкција, ревитализација на чешмата која е неколку метри подалечена и се вика Света Петка, во чест на Света Петка е. Така да сите овие години се трудиме да правиме некои случувања. Сега, бидејќи се 10 години, се договориме заедно со владиката Дедо Иларион, кој е надлежен за нашата епархија, да ја докомплетираме спомен собата која е изградена во конакот
наспротив од Манасирската црква. Горе има 3 простории. Една од просториите се договориме да биде како спомен соба и тамо да ги поместиме да ги одбележиме сите настани кои се дешавале за овие 10 години и пред тоа. Во изузетно добра соработка со црковниот одбор и со надлежниот отец Иван, успеавме да и сега сме во фаза на комплетирање на таа спомен соба, сакаме таа да ја како да кажам, да ја пуштиме во свечена употреба на денот кога славиме 10 години, како едно од бележувањето. Преуредивме стариот конак, горе се трудевме со помош на лична моја и на пријатели да го решиме, да го дорешиме осветлувањето и тамо е, бидејќи се работи за еден огромен манасирски комплекс, има уште многу работа, ќе оставиме и генерациите после мене да има што да работат, што да уредуват и мене општа желба ми е да тоа повеќе пати и кај вас го имам кажано да манасирскиот комплекс Свети Ѓорги во Оравица постане една туристичка дестинација. Не знам зошто досега не успеавме да го направиме, не фаќаа разни кризи. Најсвежо беше корона кризата, па политички, па економски кризи и така натаму, но очекувам дека во догледно време манасирскиот комплекс Свети Ѓорги Оравица ќе стане заслужна и позната барем македонска дестинација, затоа што сите луѓе што дошле тамо се одушевени, се работи за прекрасна клима, за прекрасно место и не случајно тоа Божје место. Така, веќе е познато и како туристичко место во општина Радовиш. Рековте спомен соба, дали таа ќе биде отворена еве за секој граѓанин кој би сакал да ја посети, да види што се ќе има изложено во истата? Да, спомен собата треба да биде отворен тип, да може сите добронамерници да дојдат да видат. Јас сакам да кажам дека во договор со црковниот одбор, со надлежниот наш владика се договориме во еден дел од самата спомен соба да бидат поместени моите бројни признанија кои сум ги добил главно во Радовиш и светам дека право место е тие да бидат тамо, да останат, да може луѓето да видат дека сме постоеле, дека нешто сме направиле и да биде потик и натаму генерациите да работат, да прават, да остават. Знаете, само тоа не се брише, направеното и оставеното не се брише. Спомени, финанси и така натаму тоа се заборава, нова материјално, кај што ќе може секој човек да дојде, да го види, мислам дека е тоа добро. Така, доаѓате ли вие почесто, го посетувате ли манастирскиот комплекс? Јас морам да кажам дека Бидејќи веќе сте во пензија и не сте секогаш во Радовиш. Јас сум во пензија и официјалното место на живење ми е Скопје, но Радовиш и понатаму ми е слабост и секогаш кога ќе можам доаѓам овде и морам да признам дека во Радовиш се чувствувам многу пријатно, многу убаво и Радовиш е сепак убаво место за живење, многу е почисто и климата и воздухот и градот е доволно чист. Пријатели многу. Имам многу пријатели и на човек му одговара кој ќе види пријатели со кои си поминал. Јас поминав во рудникот Бучим 17 години. Тоа е еден значителен период. Значи тамо ја завршив својата работна кариера. Мило ми е што е тоа така и мило ми е што еве оставам трага тој манасирски комплекс кај што сум ктитор и морам да признам и да се заблагодарам на сите кои помогнаа. Ние на 27 тоа ќе го одбележиме. Јас и јавно ќе им се заблагодарам на поголем дел или на сите кои помогнале во изградбата на манасирскиот комплекс. Така, за да добие еден ваков изглед како што денеска изгледа. Да.
Господине Николов, како што рековте, 17 години во рудникот Бучин, веќе сте во пензија, но сигурно ја следите работата на рудникот Бучин. Како ја оценувате, така гледајќи од страна, од ваш аспект, што мислите за работењето на рудникот Бучин? Јас прво сакам да кажам дека не сум од оние луѓе кои велат после мене и потоп да биде, значи јас би бил многу среќен и најсреќен после мене, после нас, ние бевме двајца извршни директори, Васил Боруцки, да го спомнам и да го поздравам, он постојано ги поздравува сите радовишани и јас таму поминавме, јас скоро 17 години, поминавме успеавме Бучин од еден разрушен рударски комплекс да го дигнеме на нозе и за 16 години колку раководевме, ние успеавме да постигнеме значителен успех. Прво, го вративме името, заслуженото име кое си го има Бучин Радовиш, затоа што тој еден добар рудник, од секојаш имало позитивни случувања се случувале и значи јас сакав да после нас Бучин работи подобро, уште и подобро. Жал ми е, таму се прво дојде до потполна смена на раководството. Жал ми е што слушам и низ градот незадоволни луѓе, прво незадоволни од однесувањето на поедини раководители. Знаете, ние Радовиш е цивилизирано место, а радовишките работници се добри, можам јавно да кажам дека се добри и послушни работници и стручни работници и ние, благодарејќи на таа работна сила, сме успеале да направиме значителен голем, не е тајна дека сме направиле профит на сопственикот од 156 милиона евра. Да спомнам, рудникот Бучин е купен во 2004 година, на крај на 2004 година за 9 милиони и 100.000 евра и тогаш се продаде рудникот за повеќе пари од другите рудници. Ние прво имавме јасна цел како раководство, успеавме да го дигнеме авторитетот на самиот рудник и пред нашето одење можам да кажам дека ние имавме огромно доверие кај сите наши деловни партнери. Не останавме никому должни, тоа е сигурно благодарејќи на нашиот собственик на фирмата Солве, која не пратеше во све, можевме да земеме кредит кога ни треба и така натаму. Жал ми е што сега тој авторитет на извесен начин е нарушен, а жал ми е што и кај луѓето кои работат во Бучин, милиони кои се од градов, има променето мислење на негативно, што мене ми особено жал. Значи јас ќе бев многу среќен за Бучин да се зборува уште подобро од она кога ние сме били и сме раководеле таму. Зошто е тоа така? Веројатно раководителите си го знаат. Има еден проблем, значителен оправдан проблем. Во овој период дојде до огромно зголемување на цената на електричната енергија и тоа го поремети нормалното работење на Бучин, дури и околу 2 месеца беше во застој на производството. Ние во нашето време имавме 40 дена застој од финансиската криза која настана 2008-2009 година, светска криза, но тогаш не го осетија ни работниците, бидејќи редовно ги исплаќавме и платите и воопште мислам дека не се нарушија односите. Скапата струја ја наруши економијата на работа на Бучин, но јас сугерирам, раководството на Бучин мора да внимава дека успесите во сите предпријатија, па и во рудникот Бучин, се базира на квалитетна работна сила. Ние во Македонија се соочуваме со една посебна
posebno teška prilika vrzana so politika, so ekonomija, може би и немаме доволно стратегија да многу млади луѓе го напуштаат и Радовиш и Македонија. Генерално Македонија, така. Треба да се води сметка. Ја знаете, на повеќе места јавно сум изјавил сегашните генерации кои напуштаат, повеќе од нив се незадоволни од менаџментот на фирмите кај што работат. Незадоволни се од својата општина, незадоволни се од државата во која живеат. Таквите луѓе кои си одат надвор се разликува и тие не одат туку како да бегаат од негде со тенденција можеби никогаш и да не се вратат, што е многу жалосно. Значи ние како раководители, како менаџери, како и политичарите и други мора да внимаваме на нашите луѓе. Не, сега е криза, секој има право да оди кај сака и така натаму, ама одењето да не биде, да не им помагаме, да не им ја зголемуваме нивната желба и нивната нервоза за одење надвор. Така, исто така еве се зборува во градот еве и меѓу вработени во рудникот Бучи, дека платите не се зголемени, иако знаеме дека во оваа криза економска, цените на сите производи се отидоа високо, инфлацијата е веќе над 20%, овде личните доходи не се покачени. Сите синдикати беа активни во време на оваа криза, се бореа за вработените што ги представуваат, но еве во рудникот Бучи ништо не се случува, засега нема зголемување на платите. Имам таква информација, во наше време во Солвеј важеше право да зголемувањето на платите биде минимум колку е зголемена инфлацијата. И тоа се почитуваше. Ние една година имавме зголемување на платите за 20%, на два пати по 10%, во една календарска година за 20%. Вие се во право, мислам дека синдикатот конкретно во Бучи, недоволно се грижи за вработените мора да бидат заштитени, да се чувствуваат заштитени без разлика кај работат, дали работат во приватен, државен сектор или било каде, работникот треба да си ги има своите права, вклучувајќи и правата на достоен живот, а тоа е врзан со платата. Каква политика се води точно, јас не знам, не можам да кажам, но препорачувам дека тоа прашање треба да се има предвид, затоа што тоа е едно од прашањата нашите работници зошто си одат од земјава. Помалку одат финансиски, незадоволни се од многу други прашања, но финансиското прашање е услов за еден доследен живот и екзистенција во нашава држава, во нашава општина. Дали имате сознание, еве сега бидејќи веќе Радовиш не зема концесија, има ли шанси општина Радовиш да добие концесија, бидејќи градоначалникот прави напори, како што вели не се откажува, но постојат ли шанси да добие општина Радовиш концесија? Да, градоначалникот прави интензивни напори и мислам дека јас за среќа или жал сум учесник во донесувањето и многуте измени на Законот за минерални сировини, кај што е регулирано плаќањето на концесискиот надомес за експлоатирана сировина и со отварањето на Боров дол, ние сме прв случај да ископот на рудата се врши на територија на една општина, а преработката на територија на друга општина. Во бројки, во Бучим се преработуваат над 4,5 милиона тона бакарна руда. Од тие 4,5 милиона, бидејќи е содржината на бакар 0,2-0,25%, скоро целата количина останува како јаловина и се одлага во хидројаловиштето кое се наоѓа во Бучим и на територија на општина Радовиш. Мислам дека тоа ни тогаш не сме можеле да го предвидиме,
но колку што имам информација и од Министерството за економија има расположение да се исправи. Оваа грешка треба да се исправи, односно да се новата ситуација да се прилагоди на реалноста и тој концесијски надомест, сега е тој 2% од продадената вредност, да се правилно расподели. Не треба никој да се лути тука, но во оваа ситуација најоштетен е Радовиш и тоа е веројатно една од кочниците за побрз развој на Радовиш. Ние во целото ова време, зависно од цената на бакарот, во Радовиш се слевале над 1.000.000 евра годишно, што при буџетот 3 и нешто повеќе милиони евра е значителен удел. Тие пари беа постојани, сигурни и така натаму, и сигурно на сегашното општинско раководство не му е лесно да без тие пари прави развој и така натаму. Мислам дека ќе има разбирање и во државата и дека тој закон за минерални сировини ќе се прилагоди и ќе се направи правично и справедливо решение ќе се донесе, особено што јас имам информација дека и градоначалниците на Конче, Штип и Радовиш имаат меѓусебни разбирања за тоа дека треба тоа правилно треба да се исправи едноставно, нешто што ние у тоа време не сме го предвиделе, бидејќи немало такви случаи. Господине Николов, бидејќи ја познавате целата ситуација и просторот околу рудникот Бучи, како што рековте, јаловиштето е во рудникот Бучи. Целата руда што се обработува, што доаѓа од Боровдол, сега јаловината оди во езерото. Дали тоа треба посебно нешто да се контролира, да се надгледува тој јаловиштето кај што е? Има ли ризик некако? Јас лично пред луѓето од Тополница, која се наоѓа под селото Тополница, која се наоѓа под хидројаловиштето, сум разговарал, прашувале луѓето има ли ризик, дали до утре, дали до може да се деси нешто. Секоја сум кажувал, се може да се деси, но дека ние правиме изузетно големи напори во контролата на секое движење на тоа хидројаловиште. Ние имаме таму поставено инструменти за сеизмолошко пратење на секакви движења на телото на браната и технички тоа е обезбедено. Препорачувам до раководството на Бучим да обратат, да обраќаат постојано големо внимание на хидројаловиштето, затоа што чудата, на жалост, лесно се случуваат. Треба све да се превентира, ние имаме почнато многу работи околу тоа, имавме постојано пошумување на делот, некористениот дел на браната на хидројаловиштето, тоа треба да се продолжи, треба да се негува. Ние имавме тамо, морам да спомнам, имавме човек, да го спомнам името, Живко Гоцев, кој беше управник, долгогодишен управник на флотација и кој го знаеше секој метар од хидројаловиштето, и ние како раководители во тоа време се ослонувавме на неговото познавање и немавме страф. Треба во Бучим да се стварат такви личности, да дојдат кои ќе се грижат не само за количинското производство, туку за се друго кое е врзано со производството, затоа што несреќите лесно се случуваат. Господине Николов, јас ви благодарам што бевте дел од оваа емисија, малку ја проширивме темата, но еве бидејќи бевте долго време во оваа дејност, Радовиш е рударски град, се уште овде функционираат два рудника, Боровдол и Бучим, токму затоа и ја отворивме темата, малку да слушнеме и ваше мислење. Јас сум прво среќен што сум ваш гостин во Кобра, но да одбележам, јас сум директен учесник во отварањето на новиот рудник Боровдол
посакувам тој рудник уште долго да работи, правилно да се развива и тоа рудникот Боров дол значеше продолжувањето на векот на работа на самиот Бучин. Вие добро го спомнувате, рударски град. Посакувам уште долго да биде рударски град, бидејќи потенцијалите во Боров дол се она за што сме добиле дозвола се само дел од можностите кои може да ги има Боров дол, но сето тоа бара правилно преди се правилно раководење, правилен развој. Очекувам дека нашата фирма Солве тоа ќе го прати и дека ќе допринесеме сите заедно уште долго подобро да се живее во Радовиш благодарејќи на постоењето на рудникот Бучин и Боров дол. Така, бидејќи вие често спомнувавте, одовде екзистираат 770. Така е. 700 луѓе и понатаму живеат од овие два рудника, тоа е значителна бројка за но пак препорачувам луѓето, раководството во Бучин, без разлика на тешките економски проблеми, мора да прави напори да ги задржи луѓето и луѓето што работат во Бучин и Боров дол да бидат задоволни од тоа што го работат таму. Јас сум имал среќа, гостувајќи многу пати кај вас на телевизија, дека сме имале среќни работници. Така се чувствувале, вие сте биле присутни на одбележување на многу наши настани и ја лично како раководител сум бил среќен затоа што имаме среќни работници. Тоа го посакувам и сега. Така, еве годинава, само за споредба, за жал, денот на рударите помина без никаква прослава. Да, беше Таква може беше ситуацијата. Знаете, меѓутоа можда тоа е моје мислење, моја филозофија, и кога е најтешко треба да се одбележува затоа што на добрите и храбрите и Бог помага. Ја верувам во Бога и Господине Николов, јас ви благодарам што бевте гостин во телевизија Кобра и посакувам понатаму така да добро да се држите и да го посетувате Радовиш. благодарам ја во ова прилика да искористам и вас како Кобра телевизија и сите граѓани од Радовиш, Радовишко, Оравица, Конче и околината кои гравитират кон нас, да дојдат во недела тие што можат и што ќе имат време, заеднички да го одбележиме мал, но значаен јубилеј 10 години од осветувањето на манастирската црква, манастирскиот комплекс Свети Ѓорги во Оравица. Покана до сите добронамерни луѓе да се видиме таму. Ви благодарам уште еднаш што бевте во телевизија Кобра. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на телевизија Кобра. Еве за крај и јас упатувам уште еднаш покана. Во недела секој што сака да присуствува во еден прекрасен амбиент во манастирскиот комплекс Свети Ѓорги на одбележувањето на 10 годишнината од отварањето на оваа прекрасна црква, секој нека дојде и нека биде дел од прославата. Пријатна вечер и останете со програмата на телевизија Кобра.